Речиси 50% од граѓаните се уште немаат доставено елаборат за легализација на дивоградбите. Од вкупно 9306 барања за легализација, само за околу 4700 од нив има поднесено геодетски елаборати. Уште 4606 барања треба да се комплетираат до крајот на 31 декември, бидејќи тогаш истекува последниот рок за доставување елаборати за кои е поднесено барање уште во 2011 година. Алармантна е бројката во овој момент, бидејќи од 9306 барања колку што имаше поднесено од тие стари барања што ги викаме од 2011 година, рокот за нив истекува на 31 декември оваа година. Така да апелирам до граѓаните, значи ако веќе имат поднесено, имам информации од геодетските фирми дека имат поднесено, меѓутоа луѓето не си ги подигаат самите елаборати, дали поради немање средства да ги платат, нели па да ги подигнат елаборатите, меѓутоа тоа мора да го сторат до 31 декември. Од тие 9306 предмети, значи до денеска има околу 4700 елаборати доставено од 9306, што е значи огромна бројка, некомплетирана документација остануваат, значи тоа е горе-доле 50%. Тука спаѓаат барањата што беа, значи во тие старите барања за земјоделски објекти, за тераси и за инфраструктурни објекти. Значи, таа бројка изнесува негде за сите трите што ги набројав околу 132 барања, од кои имат доставено околу 700 елаборати. Значи, истото важи како за објектите, така и за овие три категории на објекти земјоделски, инфраструктурни и за терасите. Динев смета дека еден од проблемите со кои се соочуваат граѓаните е финансиската немог за плаќање на геодетските елаборати. Но според законот, тие ќе бидат принудени да донесат решение со кои ќе ги одбиваат барањата за некомплетирани. Неколку пати апелиравме, меѓутоа дали материјалната страна има некоја пречка што луѓето не доаѓаат, не докомплетираат документацијата, односно елаборати не доставуваат. И за жал ние после 31 декември ќе мораме со одбивни решенија да ги сите тие луѓе да добијат одбивни решенија и понатаму треба да настапи инспекцијата градежна и така натаму. Значи, за тоа можеби временскиот рок е краток, бидејќи самите геодетски фирми, ако има наплив на странки баратели сега во овој период, физички не знам дали ќе можат да постигнат на сите да и спремат елаборати, бидејќи тоа е малку опширна работа, бидејќи треба да излегува на терен, треба да припрема документации и така натаму, значи самиот елаборат бара време за да се изработи. Меѓутоа што е, тоа е доста долго време, значи од 2011 па до денес имаат граѓаните долг период за да можат да комплетираат документацијата. За новите барања за легализација доставени до 31 март годинава, како дополнителен рок овозможен со законски измени, елаборатите треба да се достават до крајот на следната 2017 година. До сега има поднесено 2306 барања, од кои за 600 од нив има доставено елаборати.